Автопатот Кичево-Охрид ги одвраќа туристите од Европа, а неизградената пруга кон Бугарија удира по стопанството. Наместо Македонија да ги поврза Албанија и Црното море, забележуваат дел од експертите откако во јавноста повторно се отвори темата за одговорноста на поранешната власт за лошата патна и железничка инфраструктура. Недомакинското и неодговорното работење со проекти за автопати и железнички пруги изминативе години удри по туризмот, економијата, но и по безбедноста на граѓаните, коментира професорот за сообраќај од Битолскиот технички факултет Стоимко Златковски. Што имате хетероген сообраќај, хетерогена структура на учесниците во сообраќајот, еве незгоди. Значи, автопатот е решение. Една лента за брзи, втора за спори возила и води сообраќајот на вака. Тоа е црна точка по целата должина. И од тој аспект неминално мора да стави голем нагласок да се насочат постоечките инвестиции на тој дел, да се направи, да се поврзе Охрид со автопат, со решение. Професорот забележува дека изминативе години јавноста слушала многу ветувања, но на терен се гледа дека ништо не е направено. Во однос на автопатот Кичево-Охрид, тој препорачува да се работи под рефлектори во 3 смени и Македонија повеќе да нема загуби. Треба се прави тоа во 3 смени деноноќно под рефлектори да се направи за кратко време. Така се работи колку се каже дека се работи. А зошто? Која влада беше одговорна? Кај се пропушти каде? Тоа е сега проведено истражување на согледување на постматрање на договорите кои што требало да направи, колку направи, зошто не се направило. Но факт е дека на терен многу малку и многу слабо се работи. Зошто досега ништо не е направено и дали има злоупотреби на народни пари за пругата кон Бугарија и автопатот Кичево-Охрид, одговори треба да даде основното јавно обвинителство. Извештај на државните ревизори кој што констатираше ризици од арбитража како изголемување на вредноста на проекти од милионски суми, веќе е на проверка во рацете на обвинител. Министерот за транспорт Александар Николовски се повика на државните ревизори и обвини дека поранешната власт сакала да ја гради најскапата железничка пруга на свет што води во тунел без излез, но и дека директорот на државни патишта работел недомакински, при што цената за автопатот Кичево-Охрид е зголемена за 175 милиони евра. Актуелниот директор Ејо Прустеми ги оцени како неточни и неосновани обвинувањата на министерот. Сепак автопатот Кичево-Охрид досега чини 446 милиони евра. Потребни се уште речиси 200, а на терен со години речиси и да не се работи ништо.